Почитувани представници на медиумите, добар ден. Општина Гевгелија, меѓу првите во Македонија, се стекна со правото да управува со градежно земјиште и досега сите продажби на државно неизградено градежно земјиште ги вршеше и ги врши по пат на електронско, јавно надавање и на најтранспарентен начин. За тоа зборува и фактот што тоа го потврдуваат и надлежните второстепени органи. Од тука, изненаден сум од невистинитите тврдења и спекулации, поточно кажано лаги, и тоа не од било кој, туку од пратеникот во Собранието на Република Македонија од Социјалдемократскиот сојуз од Гевгелија, Саве Марачков, во текот на расправата за измените во Законот за градежно земјиште. Затоа и чувствувам потреба пред јавноста да ги изнесам следните факти. Продажбата на градежните парцели за трговски центар кај Милци и хотелски комплекс кај Богородица на два пати ја организираше Министерството за транспорт и врски, но немаше заинтересирани купувачи. По пренесената надлежност на општина Гевгелија, истите парцели на продажба ги понуди општината, но беа продадени дури на второто електронско јавно надавање. На огласот и за двете локации се јавија само по една заинтересирана фирма, која на електронската аукција ја купи парцелата. Почетната цена и критериумите во огласот не ги одредува градоначалникот, туку надлежната општинска комисија согласно уредбата за висината на цената на градежно земјиште, собственост на Република Македонија, и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп државно неизградено градежно земјиште. Продажбата на парцелите е извршена во јули годинава, а инвеститорот е должен да почне со градба во рок од 12 месеци од солемнизацијата на договорот. Воедно, кога мислите дека цената е багателна, зошто не се пријавивте на јавното надавање и не ја купивте парцелата, вие или некој друг, па да постигнавме и повисока цена? Ова се фактите кои на пратеникот можев да му ги предочам и лично, доколку најдеше време и пројавеше интерес да дојде во општина Гевгелија. Затоа му препорачувам на господинот во иднина да не чита туги текстови и говори или барем да прочита пред настап што му напишале и да не се негира во текот на говорот. А најдобро ќе биде место читањето туги текстови да го прочита текстот на законот и да види дека целта е токму да се гради и да се стимулира локалниот економски развој. Ви благодарам.